Со близу 39.000 франци, швајцарците ќе финансираат иновативни проекти на истокот. Представници од општините од регионот денес избраат 3 своји фаворити, кои како предлози ќе бидат доставени до Комисијата на Швајцарската агенција за развој и соработка. Поставување на метеоролошки станици во целиот источен плански регион, понатаму ставање на паметни клупи и паметни дрва, исто така, значи на целиот плански регион, тоа се сите проекти се однесуваат на источниот плански регион. И третата идеја е некаква комбинација од средства за, тоест реквизити за спортување, за рекреација на лица со посебни потреби, или ќе видиме каква ќе биде таа комбинација, тоа утре ќе го знаеме, нешто што им треба за да се зголемат нивните капацитети за вработливост, за да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Вкупниот фонд за шема за поддршка на иновативни проекти за источниот плански регион за 2020 година изнесува 38.890 швајцарски франци за еден проект кој треба да се реализира до крајот на ноември. Центарот во соработка со општините ќе изготви целосна апликација и таа ќе биде доставена до донаторот, пошто ќе следи реализација на истата иновативна идеја. Целиот процес треба да се заврши до крајот на годината, до ноември месец. Минатата година, преку оваа иста програма, беа опремени 3 сензорни соби, по една во Штип, Делчево и Кочани. Дополнително, на 6 февруари ќе се одржи и првиот форум на кој што општините, невладините и бизнис секторот ќе предлагаат, а потоа ќе изберат и еден инвестициски проект, кој исто така ќе се финансира преку Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа. Фондот за овој проект е околу 130.000 швајцарски франци. Во понеделник пак ќе се распише повик за јавна набавка за изградба на ски лифтовите на Пониква. Проектот кој беше избран минатата година и ќе се финансира преку оваа програма.